наодите што произлегоа се навистина катастрофални, бидејќи 53% од гласачките места се непристапни за лицата со телесна попреченост, но информациите што се даваат во предизборниот и во текот на изборниот ден се неразбирливи за лицата со попреченост. Само 2 телевизии има толкуваш на знаковен јазик во дебатните емисии при презентирање на политичките програми. Политичките партии, нивните сајтови не се адаптирани за да можат лицата со попреченост лесно да дојдат до информации, но секако институциите со задоцнување и на неразбирлив начин ги даваат основните информации. Основните препораки што излегоа од ова наше истражување дека постои група на граѓани која воопшто не им е дозволено да гласат, што е дискриминација, односно лицата со одземена деловна способност го губат правото и на глас. Одредбите на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, која и нашата држава ја има ратификувано и подпишано, во членот 29 даваат еднакво право на сите граѓани без оглед на видот на попреченоста и дека државата треба да создаде услови лицата со попреченост да гласаат како сите останати граѓани на гласачкото место. Ние знаеме кај нас дека дел од лицата гласаат и во домашни услови. Овој пат многу се пожали дека не им било дозволено ниту во домашни услови да гласаат, бидејќи комисијата или лекарот специјалист донел мислење дека немаат соодветна документација.